Добар ден, криптоентузијасти. Како што ветивме, значи денеска ќе направиме видео на кратко за Ethereum, ADA и DOT, како едни од најбитните криптовалути моментално на пазарот, со оглед на фактот дека имаме доста на некој начин во трите овие проекти по некаков апдейт. Би сакал да направам видео со кое што би апдейтирал иако се наоѓаме на среде bear market. Значи не заборавајте дека правење анализи на blue chip крипто кога се наоѓаме во bear market, каде што се уште не сме ни утврдиле каде е биткоин дното, е малку непредвидливо, но нормално секој сака да знае оприлика каде се наоѓаме во криптопазарот и затоа не е лошо да направиме анализа во однос на тоа што го гледаме моментално на чартовите, како и апдейтите кои што ги има за овие криптовалути. Пред да почнеме, значи морам прво да напоменам дека како што гледате и сами на 4 часа биткоин, значи оваа тренд линија која што имаме на дневно ниво, значи мораме да покажеме што се случува во биткоин прво пред да продолжиме со било што друго. Значи оваа тренд линија, ако се сеќавате, веќе направивме анализа која што почнува уште од 28 март, значи од претходниот локален хај. Значи гледате дека имаме многу обиди со кои што досега не успеавме да скршиме, овдека исто така можеме да броиме како еден од обидите, и ова е последниот пат каде што гледаме дека 4 последователни дена не успеваме да завршиме свеќе над истата линија, што значи дека ако погледнеме на 4 часа, дополнително можеме да видиме дека иако сме пробиле на дневно ниво, не сме успеале да останеме над неа, а кога ќе го погледнеме целиот овој бран, можеме да утврдиме дека веќе имаме lower high, односно имаме понизок врв од претходниот, што значи дека ако веќе тоа се случува, а имаме две последователни свеки надолу, може да очекуваме подлабока корекција, можеме истото да го видиме и во Market Cipher, значи гледаме дека веќе почнува да се движи надоле како RSI, така и Stock RSI, имаме прекршување на монумент. Практично тоа е бранот за движење и тоа е проблемот што на македонски стварно не постои некој соодветен начин како да го наречам. Значи тоа е уствари бранот на движење на моментумот што го има овој коин и гледаме дека имаме прекршување на базичната и сигналната линија надолу, VWAP е надолу, исто така и money flow почнува да се движи надолу, што значи дека на 4 часа веќе имаме потврден тренд надолу. Затоа бидете внимателни доколку го тргувате, голема веројатност е дека ќе имаме наскоро пат и дека овој бран кој што го имавме нагоре е веќе завршен. Тоа беше само накратко да кажеме што се случува со биткоин, затоа што е исклучиво битно за да можеме да разговараме што се случува со следните биткоини. Сега, за почеток знаеме дека Ethereum имаше доста добар напредок, значи напредок чисто за да измериме точно за што станува збор. Значи ако видиме каде бил неговиот ботом во последниот пат, значи до моментов имаме напредок од 53%. Значи тоа е солиден напредок за еден bear market во кој што се наоѓаме, значи неминовно се наоѓаме во bear market, ќе ве замолам тоа да го запамтите пред да продолжиме понатаму со анализата. Значи како што можеме да видиме е во комплетен пат надолу, со тоа што не ставив ни Fibonacci секвенца затоа што веќе се наоѓаме под 70% левелот од Fibonacci, значи затоа и моментално не е битен. Оно што сакам да ви го покажам е дека на месечно ниво немаме соодветни знаци кои што може да ни кажат дека ќе имаме поголема корекција, иако имаме значи допирање на дното од страна на Stock RSI, гледаме дека RSI е се уште висок. Значи RSI се наоѓаше на вредност од 47, се коригираше до 45.6, што значи дека далеку е од oversold, односно препродаден. Гледаме дека бранот на моментум на самото движење на цената е во надолна линија и само што практично се најде под нулата, иако имаме заоблување, се уште базичната и сигналната линија се многу раздалечени, како и VWAP е длабоко под нулата, иако имаме корекција нагоре, што значи дека во оваа ситуација можеме, замислете, money flow се уште не влегол во негативна основа. Значи, како што можеме да видиме по големи дел аудиторијата на месечно ниво, Ethereum има позитивен inflow на пари, така да се уште не сме ни влегле во негатива. Тоа имајте го предвид. Сега, значи, каде се наоѓаме моментално, ако се вратиме на неделно ниво, ќе можеме да утврдиме точно каде се наоѓаме и зошто сме таму. Значи, прво, ако се сеќавате од претходниот пат кога го анализиравме Ethereum, значи оваа свеќе која што е на оној последен скок во 2021 година, пред неговиот all-time high, е уствари моменталниот резистенс. Затоа што се уште не сме завршиле последната неделна свеќе, тоа значи дека
Истата се уште може да се најде под ова бело поле, кое што е моментално резистенс, можеме да видиме, односно отпор, можеме да видиме затоа што веќе ни покажала дека точно е пресекла оваа свеќа, сме имале една корекција, неуспешна, да видиме дали оваа свеќа ќе успее да се најде во ова поле, како и ова месечно ниво кое што е уште од врвот во 2018 година, крајот на 2017, тоа е булранот, и ова поле кое што ние го сметаме за поле за акумулација на Етериум, гледаме дека истиот се уште не е влезен, затоа што не сме го утврдиле дното на биткоин. Но, на неделно ниво, 200 и 300 неделна средна вредност, гледаме дека исто како и биткоин представуваат солидно акумулационо поле, кое што моментално ни дозволи да го имаме овој скок нагоре, затоа што, гледаме, добивме и неделно ниво потврда на на бранот на моментум, каде што имаме прекршување на базичната и сигналната линија нагоре, VWAP нагоре, 100 RSI веќе до 50, но се сеќавате што кажавме, кога 100 RSI доаѓа од 0 до 50, значи нема да биде oversold, односно препродадено на 70, туку 50 е новото ниво на препродадено, додека не добиеме корекција, па потоа да продолжи нагоре. Исто така и RSI беше препродаден, значи стаса до вредност од 27, но повторно се наоѓа внатре во ова, да речем, ниво под 50, каде што се уште не е далеко од препродаден. Што значи дека може да очекуваме подлабока корекција. На неделно ниво, дополнително е битно да погледнеме што се случува со Фибоначи секвенцата. Значи моментално, само што го поменавме првото на некој начин незначително и слабо ниво на Фибоначи, односно 23,6% и се движиме нагоре. Сега, доколку погледнеме, значи, ова прва формација од која што потекнува овој потек надоле, значи тоа е онаа триаголна паѓачка формација, која што најчесто во 70% од случаевите се крши нагоре, но не заборавајте дека се наоѓаме во bear market. Со тоа што овој црвен дијамант на Market Cypher ни го предскажа овој надолен бран, кој што моментално врши корекција, но не само белото поле кое што го имаме потекнувајќи од оваа црвена свеќа која што е контра на целиот овој бран, дополнително го имаме и долната страна на овој паѓачки триаголник кој што исто така ќе представува отпор кога оваа свеќа ќе се придвижи нагоре, доколку се придвижи нагоре, како и нивото кое што го имаме од претходниот all-time high во 2018 година. Значи ова се многу јаки нивоа на отпор кои што нема да дозволат цената да продолжи нагоре, а не заборавајте уште еднаш, значи наскоро имаме повторно на 27 јули, значи морам да го напоменам, ова е исклучиво битно, уште еден Fed состанок на кој што ќе се направат нови нови rate hikes, односно нови каматни стапки кои што ќе се додадат на претходните и со тоа, значи на кратко ќе се направи повторно кратење на доларите кои што ги има на пазарот, колку повеќе доларите кои што ги има на пазарот се враќаат назад кон Фед поради ваквите каматни стапки, толку повеќе биткоин, а со тоа и сите останати криптовалути ќе почнат да паѓаат затоа што цената, односно вредноста на доларот ќе продолжи да расте, се додека не ја зауздаат инфлацијата која што се искачи на 9,1%. Доколку сте гледале претходната анализа на биткоин, знаете за што зборувам, доколку не, би ви упатил да го погледнете тоа, затоа што значи во моментов, посебно во овој длабок bear market каде што се наоѓаме, значи исклучиво е битно да се фокусираме на тоа колку моментално биткоин го утврдил своето дно и која е неговата ситуација, затоа што биткоин е се уште водач во сферата, сега за сега, значи понатаму доколку имаме флипенинг, тогаш ќе стане збор за друг водач, но во моментов биткоин е водач и мораме да се водиме од тоа биткоин да го утврди дното, па потоа да видиме што од останатите криптовалути ќе преживее. Сега, ако се вратиме на дневно ниво, каде што имаме исто така многу битни работи за покажување, значи истиот овој потек надолу од претходното поле, значи затоа и ова поле го рачунавме дека ќе биде акумулационо поле. Како што можеме да видиме, ова е уствари претходната акумулација која што мислиме дека ќе успее да се задржи, но не заборавајте дека можно е веќе да сме утврдиле дно на Етериум, тоа не значи дека е сигурно, но можеме да сме го утврдиле и да имаме втор пат доле, со што би се утврдило дупло дно, односно W формација и ќе продолжиме да се движиме нагоре барем во ова поле на акумулација, кое што очекувавме дека ќе биде овде, затоа што ќе имаме сапорт од белото поле под него, односно она поле кое што го дојдовме со претходниот bull market во 2021, што го покажавме на неделно ниво,
како и мислиме дека ќе се движи внатре во овој триаголник пред да проложи нагоре пред следниот халвинг во 2023 една година пред халвингот и 2024 мај официјалниот халвинг. Но за сега мораме да се движиме од она што е познато на пазарот, а тоа е дека доколку поставиме Фибоначи на последниот пат, гледаме дека оваа корекција можно е да е веќе завршена, затоа што моментално се наоѓаме на нивото на 61,8% Фибоначи и гледаме дека веќе, значи на дневно ниво имаме 1, 2, 3, 4, 5 свеки кои што не успеваат да го скршат ова ниво, што доколку продолжи, а гледаме дека Market Cipher е oversold, значи гледате уште од ова ниво од 20 на RSI, веќе се наоѓаме на ниво каде што го допра нивото на препродадено, а додека сток RSI е комплетно препродадено во вредност од 92, имаме заоблување на моментум бранот, што значи дека наскоро ќе добиеме црвена точка овдека кога базичната и сигналната линија ќе се прекршат. Гледаме дека VWAP е веќе надоле, а додека гледаме и дека money flow е негативен, значи овие фактички 1, 2, 3, тоа се 3 показатели дека ќе имаме bullish divergence, односно остварување на корекција нагоре, значи тоа се 3 последователни патокази кои што ги имаме, но како што реков, нашиот канал не е за тргување, затоа не се обидувам да ги анализирам на кратки да речеме оние што се time frames, односно на еден ден на сати, значи не се обидам да ги анализирам така, затоа што тоа е многу нестабилно и ќе има многу големо незадоволство од мојот канал, затоа што не може да ги предвидите оние минимални движења на пазарот како ова. Значи никој не можеше да знае за ова, се додека не се појави оваа вест. Значи, откако се појави оваа вест дека имаме нов датум за најава во септември, буквално го добивме ова. Значи ова немаше да се случи доколку немаше таква најава, ќе поразговараме сега околу тоа, само да завршиме со самата анализа. Значи, затоа и ви кажав, гледате на неделно ниво, веќе имавме неколку показатели кои што ни покажуваат. Тоа е паѓачкиот триаголник, потоа ова поле гледаме дека не може да биде скршено заедно со оваа месечна граница која што ни потекнува претходниот булран во 2018 година. Значи имаме многу граници над нас, а се наоѓаме длабоко во bear market. Дури и да имаме понатамошно движење на цената нагоре, имаме многу од овие граници кои што навистина држат цената да почне да паѓа, а гледаме дека сме oversold на дневно ниво и значи дека имаме голема шанса дека оваа корекција е веќе завршена, така да јас доколку би бил на ваше место, значи ова не е финансиски совет, јас не ви кажувам што да правите, јас би пробал поголем дел од овој профит кој што сум го направил во оваа трговија од 50% и би чекал следен пат, затоа што се покажува на пат на пазар. Значи не може да очекувате дека имате светски пазари кои што страдаат, односно сите берзи се во генерален пат, иако има минимална корекција. Значи ниту еден пазар не оди само надоле. Мора да има корекција, а ние досега немавме ниту една солидна корекција, ако погледнеме нагоре, гледаме дека имаме само пат. Че ова е последната корекција која се случи во март и после тоа имаме исклучиво пат. Значи мораме да имаме корекција нагоре, што јас верувам дека ова моментално што гледате е корекција. Затоа бидете паметни, доколку веќе се направиле профит, тоа е одлично, но бидете паметни и зачувајте го профитот, затоа што овој пазар не само јас, туку многу од луѓето кои што си многу подолго од мене на пазарот веруваат дека имаме уште пат надолу. Значи јас затоа, ако моето генерално портфолио го подела моментално, можам да ви кажам дека вкупната сума од портфолиото кој што ми е внесено е околу 40%. Значи јас ако верував дека ќе имаме движење на пазарот нагоре, јас ќе го внесев и остатокот од моето портфолио, но верувам дека сме далеку. Значи ако погледнавте последната анализа, имаме уште скоро 2 години до следниот халвинг кој што ќе биде во мај 2024 година, од кој понатаму имаме full blown bull market. Значи до тоа што имаме уште многу време и затоа би ви напоменал уште еднаш, бидете паметни, направете сопствено истражување, но сме длабоко во bear market и не е паметно моментално да вложите се. Добро, доколку сте утврдиле и верувате дека е тоа дното, во ред, ве разбирам. Но повторно направете DCA, тоа е најдобриот начин и да сте во право и да не сте во право, да бидете во профит. Значи доколку сте во право, ќе бидете со дел од портфолиото влезени и ако купите понатаму, значи моментално се наоѓаме на вредност од 1500. Така, $1578. Значи претходниот all-time high е негде околу $4000. Што и повеќе, што значи дека се уште имате уште многу време да купите нагоре, дури и да сте биле грешка.
Воспротивно, ако сте внели само дел од вашето портфолио како DCA во овој момент, во овој сегмент, доколку има повторен пат, ќе имате и понатаму капитал за да може да вложите на следниот пат. Затоа ви кажувам, значи моментално ова е маратон, ова не е спринт. Доколку тргувате, тогаш не можам да ви дадам соодветен совет, затоа што тоа станува на вас. Но доколку не тргувате, инвестирате, паметно е да правите DCA и да не брзате на пазарот, затоа што овој пазар ќе ви понуди уште шанси да купите на следен дип, затоа што ова не е завршено. Значи сите индикатори, сите вести од светот покажуваат дека ќе имаме уште длабоки падови како на биткоин, така и на останатите пазари. Значи ова е само корекција. Повторно, направете своје истражување, јас не можам да бидам 100% сигурен, никој не може да биде 100% сигурен, но се ни покажува дека ќе имаме следен пат. Еве и самиот Ethereum гледаме дека е oversold на сите индикатори на дневно, на неделно ниво гледаме дека имаме соодветни показатели кои што ни покажуваат дека истите се премногу силни, значи гледате имаме 5 дена во кои што Ethereum не може да пробие над ова ниво 61,8. Тоа мора да ви кажува нешто. Значи кога неколку дена не мора да го пробие тоа, а веќе сме oversold на се, погодете што ќе се случи следно. Мораме да имаме корекција и да проба да земе залет со неговата корекција надоле и да проба повторно нагоре, евентуално ако се уште има, што велат, ако има се уште паре. Сега, од каде потекнува се тоа? Значи, посебно за Ethereum, се тоа првенствено потекнува поради оваа вест, која што на 19, практично, гледайте, значи, точно што уствари се случило. Еден од Ethereum девелоперите на 14 јули во конференцијски повик го назначил 19 септември како возможен датум за конечен мерџер, односно спој на Proof of Work и Proof of Stake мрежата, со тоа што Proof of Work ќе стане само еден дел од целата Proof of Stake мрежа на новиот Ethereum 2.0, кој што веќе официјално не се вика 2.0, но нели официјалното се уште остана, сите го познаваат како Ethereum 2.0. Она што сакам да ви го напоменам. Бидете свесни дека Ethereum уште во 2016 година требаше да го направи овој мерџер од Proof of Work во Proof of Stake. Имавме неколку такви обиди и најави во 2017, во 2021, но се уште е одложувано, последно беше одложено од јуни 2021 за понатаму. Ова е последен датум кој што ова е само неофицијална информација дека се очекува на 19 септември ова да се случи. Ова е она buy the rumor, sell the news, односно купете на некој начин треба да купите кога има само информација за нешто, а да го продадете кога тоа официјално ќе испадне на пазарот. Значи, повторно, оние кои што купиле, тоа е паметно, но ова се краткорочни профити кои што и да се случи ова, bear маркетот сам по себе, сите овие профити кои што луѓето ги направиле, доколку не се паметни и да ги извадат, ќе се случи обратното, односно повторно цената ќе почне да се движи надоле и дури да направиле профит, повторно ќе се најдат во загуба затоа што се уште сме во bear маркет. Значи не го заборавајте тоа. Уште 2 години има до следниот халвинг. Халвингот е библија за циклусите во крипто. Доколку не сте погледнале, би ве замолил да погледнете на нашиот канал. Во сегментот за едукациони видеа имаме буквално за сите овие работи кои што ги кажуваме во видео, да може да погледнете што уствари представуваат, па исто и за халвингот, каде што детално објаснуваме зошто е толку битен. Следно, значи ова е во врска со самиот мерџер, односно она спојка за Ethereum 2.0, за која што веќе детално разговаравме, исто и за ова имаме видео кој што го објавивме по втор пат пред неколку дена, може да го погледнете што уствари представува и зошто е толку битен. Сега, многу битно. Значи, дефлационата вредност на Ethereum се очекува, значи, прво, со самиот мерџ, односно со самото претварање од Proof of Work во Proof of Stake, значи, се очекува дека драматично ќе падне инфлацијата, затоа што знаеме дека секое добро на пазарот има одреден степен на инфлација. Со тоа што колку повеќе се произведува, толку повеќе неговата вредност на пазарот паѓа. Значи тоа е проста и основна дефиниција на инфлација. Сега, со претходните апдејти, доколку се сеќавате на Ethereum, сега да не навлегувам во имиња, поради тоа што истите не се толку битни, со претходните апдејти на Ethereum имаше направено апдејт на самата Ethereum мрежа, дека дел од наградите кои што се даваат на мајнерите ќе бидат земени и ќе бидат горени, односно што представува горење. Дел од овие физ кои што треба да бидат платени на мајнерите ќе бидат групирани и истите ќе бидат праќени на волетот кој што не може да се вратат. Односно кога ќе
пратите на непостоечки волет, истите веќе не може да се вратат. Тоа е burn, односно горење, и ваквиот етериум го снемува. Еве, има и една страна на која што може да го видите тоа како моментално се случува, а тоа е watch it burn. Значи, еве, овдека може да видите во овој лев агол. Значи, можеме да видиме, еве, како изгледа моментално горењето, значи во живо на етериум за секоја трансакција која што е направена на етериум мрежата. Односно, можеме да видиме дури и по 1 час, ден, 7 дена, месец и во all time, значи во цело време, колку има да се разгледате. 2.500.000, значи 2.500.554 и 461 етериум се досега изгорени. Што значи дека овие не се враќаат. И гледате дека моментално ова е во живо, може да видите како во живо се гори. Тоа се 4 билиони долари кои што се изгорени, кои што не се враќаат. Која е поентата на горење? Значи, ова има контраинфлациона вредност, односно, кога овие етериуми ќе се изгорат, односно ќе се пратат на одредена адреса каде што не можеме да ги вратиме, тоа значи дека веќе се недостапни. Колку повеќе етериум е недостапен, толку повеќе се намалува неговата расположлива количина на пазарот, а со тоа се намалува инфлацијата. Значи, иако се произведува етериум, колку повеќе се прави burn на истиот, тоа значи дека стасува до момент каде што со халвинг, со мерџерот, ќе дојдеме до момент каде што веќе неговата инфлациона стапка од позитивна ќе стане негативна. Односно се очекува после халвингот, после мерџерот да добиеме негативна стапка од дури минус 2,5%, затоа што со самиот мерџер, кога ќе се премести целата мрежа од Proof of Work во Proof of Stake, добиваме, значи прво, мајнерите ќе престанат да работат, ќе се направи апдейт кој што се нарекува difficulty bomb, односно тежинска бомба, која што толку ќе го отежне самиот алгоритам, што нема да може постоечките компјутери на светот да може да ги решаваат овие алгоритмички задачи, за да може да добијат награда. На тој начин ќе се блокира целосно Proof of Work мрежата и ќе се префрли на Proof of Stake, односно од тој момент ќе имаме валидатори со своји нодови кои што од својот пул фактички заложуваат етериум за да одобруваат трансакции. Значи за тоа ќе направиме понатаму видео детално што уствари представува Proof of Work, Proof of Stake, иако имаме направено, но за етериум ќе направиме едно специјално, доколку сакате да погледнете што е разликата и како ќе биде разликата помеѓу овој систем кој што го има етериум и овој систем кој што ќе следува. Исто така на нашите видеа за едукација може да најдете разликата помеѓу Proof of Work и Proof of Stake. Да не навгуваме во детали сега моментално, само оно што треба да го разбереме во ова видео е дека со ваквото преместување на мрежата од Proof of Work майнери, кои што постојат ригови, кои што треба постојано да решаваат вакви алгоритмички задачи, значи истите добиваат награди кои што се на некој начин многу повисоки од она што ќе го добијат кога ќе стане Proof of Stake, каде што ќе имаме прво понизок фи, со тоа ќе имаме и пониска награда, затоа што веќе немаме мајнери кои што користат струја за решавање алгоритмични задачи на одреден компјутер, туку е обратно. Овдека само практично со вашиот стейк, со одредена количина на етериум која што имате во вашиот базен, се заложувате и вашиот компјутер на некој начин со ваквиот залог дава стейк дека оваа трансакција е вистините. Сега, значи пак ќе кажам, може да погледнете ова на нашиот канал, ова е само за да ви објаснам како прилика изгледа. Со тоа ќе се намали самата инфлација за неколку пати. Дури одредени аналитичари во нашиот сектор, во секторот на крипто, ова го споредуваат со 3 халвинга на биткоин. Толку ќе биде моментално голема, значи прво скокот на цената, затоа што станува збор за комплетно сосема различен систем кој што ќе се воведе на етериум, а второ и многу битно, со ваквиот трипл халвинг кој што се нарекува, значи замислете кога имаме обичен халвинг на биткоин, наградата која што ја добиваат мајнерите се преполовува за пола. Овамо имаме трипл халвинг, што значи дека се очекува наградата да падне 3 пати помалку во однос со Proof of Work во Proof of Stake новата мрежа. Доколку падне 3 пати помалку, замислете дека ќе се произведува многу помалку нов етериум, што значи дека ваквата тешкотија на произведување на етериум дополнително ќе се одрази на цената. Колку помалку се произведува етериум, толку повеќе истиот ќе биде редок и ќе биде поскап на пазарот. И со тоа што дополнително имаме burn,
на сите овие трансакции кои што ги правиме на пазарот. Значи сите овие, гледате, сите овие трансакции има колку од фито се одвојува за мајнерот и колку од фито понатаму ќе биде ставено, колку од фито ќе биде ставено, ќе биде изгорено. Значи сето ова заедно стасува до огромна сума на Ethereum која што ќе биде за секогаш избришена од Ethereum market cap-от и со тоа значи истата нема да биде избришена од market cap-от, туку ќе биде недостапна за луѓето да може да ја располагаат. И на тој начин уште толку ќе се намали инфлационата стапка на Ethereum, а во денешно време луѓето бараат било каков тип на добро кое што ќе има, ако ништо друго, барем мала инфлациона стапка. Значи гледате, моментално вашите евра имаат двоцифрена инфлациона стапка, што значи дека секоја година вие губите двоцифрен број, да речеме 10 или 11% од вредноста на еврата кои што ги држите во вашиот новчаник. Исто и за доларите. Значи моментално губите 9,1% на годишно ниво, иако тоа нели ќе се изравни со оглед на фактот мораме да видиме колку ќе биде од јануари до декември и да добиеме онаа средна стапка, но во овој месец моментално, за овој месец вие сте изгубиле 9,1% се што сте купиле поради инфлација на целата територија на Америка. Сега замислете кога Ethereum ќе дојде до момент да биде едно од ретките добра на светот кој што има негативна инфлациона стапка. Замислете колку е тоа моќно. Затоа Ethereum како еден од најсигурните работи кои што може да купите моментално во криптосферата и ќе остане за следниот bull market да биде добар потенцијален на некој начин профитер. Затоа и ние како канал секогаш ќе го на некој начин ќе го препорачуваме, иако, значи пак ќе кажам, ова не е нешто што мора да го земете како финансиски совет, ова е наше размислување, ние ви кажуваме што правиме со нашето портфолио. Сега, тоа беше за Ethereum, иако беше малку долго, верувам дека многу луѓето навистина мора да го знаат тоа, значи мора да разберат која е неговата негативна инфлација, која што може да достигне, како и што е она што може да го достигне со triple halvingот, кој што ќе настане со следниот мерџер. Следен популарен коин кој што сите сакаат да знаат, нормално е ADA. Значи, да бидеме реални, ADA е еден од најпотенцијалните коини кои што може на пазарот на вистина да допринесе за добар профит. Тоа е наше размислување, останува на вас да направите собствено истражување, но генерално досега ADA во два будрана се покажува како еден од најпотенцијалните Layer 1 солуции, кои што сепак, ако мене ме прашувате, не е директен компетитор на Ethereum, затоа што истиот гради сосема обратен пазар од Ethereum. Зошто? Затоа што Ethereum е претежно базиран и поголемиот дел Ethereum е поседуван од луѓе од државите на западната цивилизација, односно Европска унија и Северна Америка, да речеме и Австралија, додека за разлика од тоа Cardano првенствено таргетира значи публика, односно луѓе кои што се наоѓаат од неразвиениот свет. Значи тоа го прави Cardano уникатен во Layer 1 солуциите, затоа што значи замислете кога таргетирате пазар кој што досега не бил искористен. Значи ова се луѓе кои што досега не биле ни сметани за живи, а не искористени да бидат дел од пазарот. Затоа значи Чарлс Хоскинс, креаторот на ADA, доколку мене ја прашувате, еден од најдобрите визионери кои што постои на пазарот и истиот досега докажал дека има на некој начин солидно портфолио за себе си во однос на она што го допринел за криптосферата, со тоа што е еден од основните креатори на Ethereum. Истиот се придружува да направи собствен проект затоа што гледа пропусти на Ethereum кои што нема да може да се поправат и истиот верува дека може тоа да го направи. Сега, чисто да покажеме што се случува на техничка база, потоа ќе погледнеме кои се новостите во однос на ADA. Значи прво да погледнеме во однос на Market Cipher, на месечно ниво гледаме дека имаме солиден пат, иако сток RSI се наоѓа скоро на нулата, значи тоа е само еден индикатор. Гледаме дека RSI се наоѓа на вредност од 43, кој што е прв пат на пазарот за Cardano, но се уште имаме потенцијал за пат барем до 30, кое што досега не се случило, но тоа не значи дека нема да се случи. Гледаме исто така дека овој бран на движењето на цената е во пат и дека сигналната и базичната линија се доста раздалечени, иако VWAP се движи нагоре, се уште е далеко од нулата, истиот може повторно да скршне надолу. Дополнително што можеме да погледнеме е дека ADA е еден од поголемиот дел од коините кои што утврдивме дека
ова ќе биде акумулационото поле и АДА буквално до сега тоа и го одржа, со оглед на фактот дека го имаме ова поле на многу јака поддршка, која што уствари представува претходниот на некој начин отпор на ова цело акумулационо поле во bear market од 2018 и 2019 година, зашто ако сте гледале претходните истражувања, сте го погледнале до сега, но добро е да се напомене затоа што постојано имаме нови луѓе кои што гледаат ова на каналот. Значи, затоа веруваме дека истото ќе поле кое што иако можно е да биде пробиено, сепак ќе биде многу јак отпор затоа што имаме огромен сегмент. Значи, гледате, ова е од 2018 па до 2021 година, сегмент кој што претходно бил отпор за истиот да стане моментално потпора, односно поддршка на цената и веруваме дека затоа ова ќе биде акумулационото поле на АДА, барем до една година пред халвингот, каде што можеме и да се придвижиме нагоре, зависи во однос тоа како ќе биде развојот на АДА. Нема потреба од затоа и нели неколку пати го спомнавме за сите овие валути, нема потреба од Фибоначи, затоа што Фибоначи веќе е под 70% од неговата вредност, што значи дека корекцијата е подлабока. Сега, како и сите валути, можеме да видиме дека и АДА исто така беше во овој пагечки триаголник. Значи, гледате, сите валути на некој начин се движат на ист начин, со оглед на фактот дека биткоин како таков го предводи пазарот, а останатите го следат затоа што на некој начин го емитираат, затоа што губењето на сила на биткоин дополнително се одразува на сите криптовалути во криптопазарот. Па така и на најјаките како што беа Ethereum, еве во случајов и на ADA. Со тоа што Ethereum имаше поголем пат за разлика од ADA, а ADA успеа позитивно да испадне до овој триаголник над горната граница, со тоа што оваа плава линија, уствари, која што претходно ја најдовме, беше мерката од горната страна на почетокот на овој триаголник до долната страна под прав агол на овој триаголник, што уствари представува мерка од пајачки триаголник нагоре, затоа што во 70% од случаите пајачките триаголници пробиваат нагоре, тоа се случи и со АДА, со тоа што не значи дека ќе ја добиеме оваа мерка, значи не значи дека ќе добиеме овој таргет, но позитивни вести од типот на она што го добивме за Ethereum, зашто ќе разговараме следно, може стварно да придвижи цената на АДА нагоре, затоа што пак ќе кажем, АДА е еден од најпотенцијалните криптовалути во криптосветот моментално. Со тоа што на неделно ниво, конечно имаме 200 неделна средна вредност, идентично како Ethereum, моментално истата представува пречка, идентично исто како и биткоин. Значи, цената се наоѓа под 200 неделната средна вредност, која што моментално не само што представува пречка, во овој акумулационен период каде што купуваме АДА, представува на некој начин акумулационо поле кое што понатаму ќе ни помогне со оваа поддршка под ова поле, кое што е претходниот bear market, да добиеме едно масивно акумулационо поле кое што кога ќе заврши до една година пред халвингот, да почне да се движи нагоре, да ни даде сила за следниот bull market да биде стварно масивен во добивка за сите оние кои што инвестираат во АДА. Барем тоа е наше мислење, значи ние имаме солиден дел од нашето портфолио инвестирано во АДА. Гледавте на нашите апдети за портфолија, може да видите кои типови на криптовалути ги купуваме и зошто. Таму може да видите дека имаме солиден дел од портфолиото во АДА. Сега, гледаме дека имаме bullish divergence нагоре, што значи дека очекуваме од овие два монументални бранови, кои што претходно движеа цената надолу, да добиеме солидна корекција нагоре, со тоа што имаме овие три зелени точки кои што дополнително покажуваат дека ќе имаме корекција нагоре, но пак ќе кажам, не заборавајте дека иако ова покажува за корекција нагоре, истата може да се трансформира во хоризонтално движење во ова акумулационо поле, затоа што имаме првенствено ова месечно ниво кое што потекнува од претходниот all time high во 2017 година. Тоа е практично нивото пред all time high-от, затоа што имаме уште едно ниво погоре, кое што моментално, како што можеме да видиме, представува пречка, значи на два пати веќе цената на АДА проба да го пробие акумулационото поле како и овој левел нагоре, што значи дека истиот и понатаму ќе продолжи затоа што месечните нивоа се доста тешки за кршење, а прво треба да откршиме 200 неделната средна вредност. Значи ова се основните работи кои што мораме да ги скршиме за да имаме било каков тип на напредок, но не заборавајте, ќе повторам уште еднаш, на 27 јули очекуваме следен состанок на ФЕД, што значи дека ова може да се одрази негативно, односно да имаме наместо кршење на овие бариери нагоре да добиеме дополнителен пат барем до оваа зона на поддршка или пак да се задржи во ова поле хоризонтално, затоа што не заборавајте.
Значи, крипто проектите се стабилни колку што е стабилна нивната заедница. Колку повеќе нивната заедница верува во ваквите крипто проекти и не ги продава затоа што верува дека има потенцијал, толку повеќе истите ќе бидат отпорни на bear market затоа што не ги продаваат своите крипто торби. Се разбираме? Значи, во оваа ситуација ADA претходните два булрана се покажа како еден од најиздржливите проекти, како еден од оние проекти кои што навистина верува во нивната иднина и затоа искрено и јас со таков тип на заедница верувам дека имаме навистина потенцијал добар за наредниот bull market да имаме солиден напредок. Со тоа што можеме да видиме, целиот овој напредок кој што го имавме во Ethereum, овдека се одрази во хоризонтално движење на цената, кое што не успеа да пробие дури ни оваа дневно ниво, кое што потекнува уште во претходниот bull market, што генерално не е битно, но гледаме дека е едно од оние нивоа кои што навистина се покажа како доста цврсто за отпор. Сега, на дневно ниво само сакав да ви покажам што се случува со... Значи, гледате, иако имам коригирање на RSI и сток RSI нагоре, како и бранот на моментум, гледаме дека веќе имаме заоблување на истиот надолу, односно она што го видовме и во Биткоин, и во Ethereum, исто да се случува и со ADA на дневно ниво. Значи, гледаме дека овдека наскоро ќе имаме црвена точка, која што ќе предизвика движење на цената надолу, веќе имаме заоблување на сток RSI, веќе имаме заоблување на RSI, како и на VWAP, кој што веќе влегува во негатива, исто така и money flow, иако дошол до нулата, повторно има корекција на истиот надолу. Значи, сите индикатори моментално од Market Cypher ни покажуваат дека ќе биде негативен следниот период на ADA, со тоа што дополнително го имаме и овој плав триаголник, кој што на дневно ниво ни покажува дека ќе имаме промена на трендот, иако сме имале движење на цената нагоре, значи промена на трендот покажува дека ќе продолжиме во обратна насока. Значи, техничка анализа генерално ова е се што можам да ви кажам, затоа што пазарите се крајно нестабилни и морам да напоменам уште еднаш, се наоѓаме во bear market. Значи, секој од овие корекции кои што ги гледате се минливи и се моментални, доколку правите кратки тргови, ќе ве замолам бидете внимателни и вашиот профит вадете во што поскоро. Значи, не се лакомете, затоа што лакомење може да доведе до онаа ликвидација која што ви кажав, посебно доколку работите со леверидж. Сега, многу битни работи кои што морам да ви кажеме за ADA е она што го видовме во Ethereum, може да го очекувате во ADA во однос на Vasil Hardfork. Значи, се сеќавате, Vasil Hardfork е еден од најбитните, значи, во последниот период, еден од најбитните апгрейди кои што ADA Network треба да го добие, со тоа што доколку погледнете, ние направивме посебен апдейт само за овој Hardfork и што истиот представува. Во кратки црти има многу добри апдейти и кои, например, искрено јас сум воодушевен прво од зголемувањето на блокот на ADA, што ќе дозволи да имаме многу поголем обем на трансакции во еден блок на ADA, што ќе додаде на скейлинг на самата ADA. А дополнително, значи, јас сум импресиониран од начинот на кој што нивните инженери успеваат да направат паралелен систем во кој што имаме еден блокчейн во кој што ќе се запишуваат сите трансакции бавно, додека имаме втор паралелен блокчейн кој што работи заедно со првиот. Значи, ова може да го погледнете во Vasil Hardfork каде што детално го објаснуваме, но првиот е само сигнален, каде што имаме само значи во првенствениот кој што дополнително помага во самата брзина, ќе имаме блокови во кои што ќе бидат запишувани само ознаки со кои што ќе се назначува кои се блоковите во паралелниот блокчейн каде што постепено ќе бидат запишувани. Што значи дека на тој начин успеваат да ја забрзаат многу мрежата на ADA, со тоа што имаме брза промена на блокови каде што имаме само ознака, која што понатаму води до постепено запишување на сите овие блокови со конкретната трансакција. Дополнително имаше и одредени други апгрейди кои што се за самиот блок и неговата содржина, како да се направи да биде со помалку информации и за да може да се овере повеќе трансакции, но ако сакате да погледнете во детали, ќе ве замолам погледнете го видеото на
нашиот канал каде што објаснуваме детално за Vasil Hardforkот, но генерално има некои гениални идеи кои што првпат се гледаат во криптосферата, а да не забораваме, криптосферата е многу нова и ваков тип на гениални идеи може да допринесат овој тип на Layer 1 на вистина да стане еден од водечките Layer 1 солуции во светот, посебно за неразвиениот свет, кој што, ако мене ме прашувате, мислам дека има многу поголем потенцијал, за разлика од овој западен, како да кажем, гнојав свет кој што наскоро се надевам ќе биде заменет со нов светски поредок, во кој што АДА би имал на вистина голема улога. Сега, она што сака да го каже во оваа статија, затоа ја избрав како една од вестите, е дека она што го видовме на Ethereum, буквално може да се случи исто и со Vasil Hardfork, затоа што се уште немаме официјален датум, најава за истиот да биде остварен. Значи истиот требаше да биде, потоа го пренесоа за понатаму оваа година, но се уште немаме официјално добиен датум кога би можеле да очекуваме ваков тип на, значи Vasil Hardforkот да биде реализиран. Значи тоа е она што можам да го кажам првенствено околу АДА. Сега, следна многу битна вест во однос на АДА е дека истиот пред неколку дена беше интегриран на Trust Wallet-от, кој што потекнува уште од 2017 година, значи 5 години на пазарот, а 5 години во криптосферата да бидеш успешен на пазарот е нешто што е реткост, со тоа што истиот има преку 10 милиони активни юзери на месечно ниво. Значи може да замислите колкав обем на користење има ваквиот тип на апликација, затоа што првенствено е бесплатна, а второ ја поддржува и Windows, ја поддржува и Mac, значи истата може да биде на повеќе различни оперативни системи, со тоа што, значи, ова беше само за да ви покажам кој е обемот на Trust Wallet во однос на нивните корисници, а сега да се вратиме, значи, во Trust Wallet не само што може да купите директно АДА, значи на самиот новченик, не само што може да правите било каков тип на трансакции помеѓу сите учесници на Trust Wallet, значи како апликација, дополнително истиот прави развој за сите токени кои што ќе се наоѓаат на Cardano екосистемот. Значи замислете колку е голем овој апдейт каде што сите корисници на Trust Wallet кои што се милиони во светот, не само што ќе може да прават да чуваат, купуваат и разменуваат АДА, туку ќе може и сите токени кои што ќе потекнуваат екосистемот Layer 1 на АДА да го прават истото, што е многу голема поддршка и многу голем помош за развој на самиот АДА екосистем во однос на оно што го очекуваме на пазарот. Ова беше на кратко за АДА и последниот од кои за кој што треба да направиме анализа денес, тоа е DOT. Значи ова е исто така еден од омилените на каналот, значи повторно, ова го правиме затоа што веруваме во потенцијалот на истиот и затоа и како таков сакаме не да го промовираме, туку да ви кажеме зошто веруваме во потенцијал на ваквиот коин. Значи DOT е по потекло, до сега веќе неколку пати имаме разговарано, но повторно ќе напоменам дека ова е третиот креатор на Ethereum, односно господинот Гавин Вуд, кој што како таков е уствари креатор и на оперативниот јазик на Ethereum, со тоа што истиот како и Чарлс Хоскинс увидел дека Ethereum има вродени мани кои што не може да бидат отстранети директно на Ethereum и затоа истиот се посветил да направи следен блокчейн кој што ќе работи на надминување на оние проблеми кои што ги има Ethereum. Во оваа ситуација тоа е Polkadot за него, со тоа што он како Layer 0 солуција се обидува да го направи Polkadot како relay chain, значи ова ќе неколку пати го има објаснувано, чисто на кратко само ќе спомнам, каде што ќе се даде место само на 100 уникатни проекти, кои што како такви ќе се напреваруваат за сопствено место со аукции на ваквиот relay chain од 100 слотови, кои што ќе им даде, значи, огромна брзина, ќе им даде огромна оперативна слобода, затоа што сите овие токени помеѓу себе ќе бидат interchangeable, значи не се потребни бриџови, односно мостови за да може да се функционира помеѓу еден и друг проект на самиот relay chain. Значи тоа е најголемиот напредок до сега што бил направен во однос на еден блокчейн и затоа Polkadot има соодветно место во нашето портфолио, значи буквално поради оваа причина. Сега, на месечно ниво можеме да видиме дека има многу малку информации, затоа што ова е релативно нов проект, значи 2020 година во август, со тоа што можеме да видиме, ако веќе погледнеме чисто за да видиме што се случува, значи сток RSA е комплетно oversold, додека RSA ни се наоѓа на вредност од 46, значи има
се уште простор за паѓање, иако тоа би се вратило повторно до првото ниво каде што истиот потекнува на некој начин, но го имаме ова силно ниво на месечно определено овде, каде што цената до сега 2 месеци успеала да се задржи, ќе видиме дали тоа и понатаму ќе биде во наредниот сегмент, со тоа што ова е акумулационото поле во кое што очекуваме истата да биде акумулирана, од максимална вредност од 13 до минимална вредност практично на ова месечно ниво од негде околу 7,5. Сега, неделно ниво, каде што имаме повеќе информации, значи како што можеме да видиме и на месечно и на неделно ниво, истите се задржуваат под ова акумулационо поле кое што го имаме пред претходниот bull market, со тоа што исто како и ADA, од овој паѓачки триаголник, DOT успева да пробие на горната страна, што е многу добар сигнал за истиот, значи има потенцијал да го преживее овој bear market, со тоа што гледаме дека горната страна беше многу напаѓена, значи зборуваме недели напаѓена за конечно да биде скршена, но како и секој од овие коини, повторно ќе напоменам, значи со утврдување на биткоин дното, ќе можеме да разговараме за потенцијалот на истите во следниот bull market, со тоа што јас верувам во DOT, затоа што ако се сеќавате во претходната анализа, покажавме дека имаме поголем дел од оние менеджери на огромни фондови во светот кои што навистина веруваат во потенцијалот на DOT и кои што се едни од главните инвеститори како на DOT, така и на сите парачейн трейдови кои што веќе разговаравме, а ќе ги покажеме понатаму во следниот дел од видеото. Сега на неделно ниво на Market Cipher можеме да видиме дека имаме заоблување на бранот на монумент нагоре, со тоа што имаме прекршување на сигналната и базичната линија, она што се случи моментално на пазарот, оваа корекција, но можеме да видиме дека самата корекција буквално се задржи на оваа граница на месечно ниво. Значи она е тоа што ја кажувам дека не сите криптовалути делуваат исто, иако значи гледате и самиот RSI и сток RSI се заоблени, но се уште немаме потврдено движење на истите нагоре, иако и VWAP и Moneyflow покажуваат движење на DOT нагоре, но гледаме дека самата цена не покажала големо движење на истата нагоре. Значи имаме некоја минимална корекција, еве ќе ви кажам точно колку, чисто за да имате предвид. Значи доколку измериме од апсолутното дно до моменталниот врв кој што успеал да го постигне, тоа е околу 32%, што генерално за крипто е ништо. Знаете и сами, затоа и не се возбудуваме на ваков тип на профит, иако некој има што тргуваат, значи не можам да се мешам во тоа, но она што сакам да ви го покажам повторно, дневно ниво. Она што ви го кажаме за претходните две валути, истото го гледам и овде. RSI за облување, сток RSI за облување, RSI за облување на 50, значи доколку истото не држи, може да се врати во претходниот сегмент под 50, кој што претходно била практично отпор на движење на овој индикатор нагоре. Гледаме дека бранот за моментум се движи обратно, значи ќе добиеме на црвена точка на прекршување на базичната и сигналната линија, VWAP е веќе на нулата и ќе почне да се движи надоле наскоро, и Moneyflow е исто така, значи имавме корекција и гледаме дека повторно се придвижува надоле. Значи сите индикатори на дневно ниво ни покажуваат дека ќе имаме корекција надолу. Иако можна е корекција нагоре, повторно сакам да напоменам да не бидете премногу возбудени, затоа што било каков тип на корекција во bear market се завршува со повторна корекција надолу, затоа што сме премногу рано од следниот халвинг. Значи не го заборавајте тоа. Само на кратко, околу DOT, она што сакам да го напоменам, како и досега, значи станува збор за parachain.info, каде што може да погледнете за сите информации во однос тоа што се случува моментално на Polkadot и на Kusama екосистемите. Kusama е тестнет на Polkadot, кој што е целосно интегриран со сите оние тест проекти кои што практично беа прво интегрирани на Kusama, а самиот Kusama со сите негови проекти беше интегриран на Polkadot како еден паратред, значи дека истиот е целосно интегриран во овој Polkadot систем, каде што моментално се наоѓаме на 21-та до 25-та аукција. Значи ние како тим учествуваме на сите овие аукции, како што рековме, може да го погледнете тоа на нашиот Polkadot.js, значи ова е екстенжен кој што уствари представува wallet и кој што директно ви дава можност да учествувате на самите паратред аукции, каде што правите ваша контрибуција, односно заклучувате дел од вашите DOT токени за да добиете токени од овие паратред проекти кои што ќе бидат интегрирани на Polkadot Layer 0 блокчейнот
и дополнително ќе ги добиете после 2 години вашите Polkadot токени, што кореспондира со следниот халвинг на биткоин. Затоа и нас многу ни одговара во однос на овие DOT токени кои што ги имаме, наместо истите да ги стейкаме или ги чуваме на wallet, можеме да ги замениме за проектите кои што моментално се наоѓаат како паратред аукции и кои што ќе ни дадат дел од своите токени како награда за тоа што практично на некој начин ги заклучуваме собствените DOT токени за они да добијат слот на ваквиот relay chain. Значи, можеме да ги погледнеме на оваа страна, детално да видите што станува збор. Значи, веќе имаме 21 успешна аукција на токени кои што беа интегрирани на relay chainот на Polkadot, кои што веќе почнаа и да даваат токени назад. Значи, знаеме дека првите веќе тоа го направија. Значи, од првото до петото место сите овие токени веќе почнаа да ни исплаќаат, иако ние тоа не го знаевме. За почеток, првите аукции ги реализиравме на Binance, затоа што истите нудат на Binance да може да аплицирате за ваквите crowd loans, но она што ќе ви го напоменеме, значи во однос на првите, на пример, значи овие награди кои што ги добивате како одредени бонуси во однос на тоа што сте аплицирале директно преку Polkadot.js, значи истите Binance нема да ви ги даде, истото и со Kraken, затоа што Binance и Kraken со сигурност досега видовме дека учествуваат на crowd loans. Проблемот е што Binance и Kraken ќе ви ја дадат наградата која што сте ја добиле со заклучување на вашите DOT, односно ако сте заклучиле на пример 10, ќе добиете 41 Moonbeam или 42 прилика, но нема да ги добиете на пример овие 30%, извинете. Значи многу од овие токени на пример добиваат 10% referral бонус. Тоа нема да го добиете затоа што сте го направиле тоа директно на Binance и Binance ги задржува овие бонуси. Ја гледате, значи Parallel Finance 5% referral бонус, тоа ќе биде задржано од Binance. Еве и овде. Значи доколку сте направиле некои од овие услови, ќе добиете одреден процент кој што нема Binance да ви го исплати. Затоа го направивме тоа директно на Polkadot.js и од тогаш учествуваме на сите овие аукции директно на Polkadot самиот JS extension, односно JS wallet, кој што е екстензија на Polkadot relay chain. Сега. Значи, она што сакам да ви го напоменам е дека во ваков тип на нов екосистем, кој што за следниот bull market се очекува да има огромен бум, ние веќе добиваме токени. Значи, замислете, ние од Moonbeam, од Parallel Finance, од Astar, од Clover Finance, ние веќе добиваме токени. Исто така, дури и од вторите, значи, ја можам да ви кажам веднаш кои од истите веќе не исплатија токени. Значи, Affinity ги исплати сите токени со тоа што дел од нив се заклучени и мораме постепено да ги откучуваме се додека не поминат оние 2 години. Centrifuge не исплати дел од токените, исто така и Inter да исплати дел од токените, а за останатите се уште чекаме, со тоа што значи овие токени ќе бидат исплаќани во рок од 2 години, значи 12,9 токени за секој DOT кој што бил заклучен, на пример за Centrifuge, и оние бонуси кои што дополнително ги добивате во однос на тоа кога сте финансирале, но пак ќе кажам, ова се токени кои што ги добивате од озгора на тоа што ќе ви биде вратени сите оние DOT токени кои што сте ги заклучиле за да може овие проекти да добијат свој слот. Значи затоа доколку мене ја прашувате, тоа е добар начин да ги зачувате сите ваши DOT токени за следниот bull market и дополнително добиете сите овие проекти на пример кои што моментално имаат своји аукции на Polkadot, а ќе има 100. Значи моментално се наоѓаме на 21-то и 22-то место. Моментално чекаме Omni BTC да победи. Тоа е затоа што претходниот успеа да победи. Тоа беше Integrity Polkadot, следно е Omni BTC како проект на Relay Chain да победи, а тоа ќе биде, значи следната аукција се очекува да заврши, само чисто да ви кажам како прилика изгледа, значи да започне на 24 јули да започне, а да заврши на 31 јули. Значи така прилика ова изгледа, се направуваат одредени проекти и тоа кој има повеќе контрибуции од DOT ќе биде следниот победник за слот на Polkadot Relay Chain. Значи тоа беше оприлика се што имам да кажам за овие три токена, извинете, коини. Се надевам ви се допадна анализата, значи ќе напоменам уште еднаш дека се наоѓаме во bear market,
ова е само моментална ситуација, затоа што знам дека многу од вас сакаат да знаат што мислиме и каде се наоѓаат овие токени, затоа сакаме да напоменеме кои се новите вести и што уствари е битно во однос на овие три проекти, следно во однос на она што го доставивме како пол, како на Криптовалути Македонија, така и на нашиот канал. Ќе ги собереме гласовите и ќе видиме кој од оние следни групи на токени сакате да биде со првенство во однос на нашата анализа, така и ќе го направиме тоа, така да во наредните денови очекувајте дека ќе имаме повеќе денови работа на алткоини. Значи ова за нас е практично blue chip алткоини кои што веруваме дека ако во најмала рака барем ќе го преживеат bear маркетот, останува да видиме дали сите ќе бидат доста профитабилни во следниот, затоа што пред да го завршиме овој видео сакам да напоменам дека секој bull маркет има своји топ коини кои што се појавуваат во тој bull маркет, имаат многу солиден напредок и во следниот на пример почнуваат да губат од она првенствена форија која што на пример го движела самиот коин во текот на bull маркетот. Затоа на пример прост пример е Трон. Трон во 2017 година е еден од главните двигатели на пазарот, додека во 2021-2022 Трон беше негде далеку на 20-30 место, значи варираше нормално, но во однос на главните профитери, главните најпрофитабилни проекти на пазарот беше далеко. Затоа и сакам да ви напоменам дека многу од овие проекти можеби нема да го имаат истиот статус или истото место во следниот bull маркет, но мораме да видиме кои ќе бидат оние кои што ќе го преживеат овој bear маркет и кои ќе добијат соодветно место на напредок во следниот bull маркет. Затоа ги следиме сите апдејти кои што овие проекти ги прават и на тој начин можеме да утврдиме кои од овие проекти навистина имаат потенцијал да бидат солидно профитабилни во следниот bull маркет, а тоа се обидуваме да ви го пренесеме и вас. Ви благодарам уште еднаш за вниманието. Се надевам ви се допадна нашето видео, знам дека се малку долги, но ваквиот тип на анализи бараат детално објаснување и на други аспекти од пазарот, како и на дел од технологијата на проектите, затоа и бараат време, така да не очекувате да ви доставам нецелосни информации, затоа што каналот како таков работи исклучиво со буквално да ги заобиколиме сите оние нови работи кои што мораме да ви ги представиме на пазарот заедно со техничка анализа, а тоа навистина е потребно време. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во наредното видео на каналот на CryptoGameidea.